Колапс на малите бизниси. Во центарот на метрополата на потегот од улица Македонија до градскиот трговски центар и во него зјаат празни дуќани. Епидемијата си го направи своето, ама владините 3 сета на мерки за спас на стопанството не ги дадоа посакуваните резултати. Над 80 дуќани во градскиот трговски центар во Скопје ставија клуч на врата. Најчестата налетница на продавниците е дека дуќанот се издава или се продава. Малата заработка, но и пандемијата е главната причина што добар дел од закупците ставија крај на бизнис. Не можеме да преживееме, а камоли да ги платиме давачките и кириите. Ова е страшно, се жала дуќанџиите кои речиси цел живот лебот го вадат од продавниците, каде сега, како што велат, човек не влегувал. Да ви кажам, никако не иде. Ни се ни продава, ниту се издава, ниту можеш. Давачките кои ќе му кажеш некој на свој дуќан 200 евра, бога ми никој не сака. Јас сваќам дека има давачки, дека треба. Стварно треба. Не може, ако некој не функционира, некој трговски, ако нема да се дава, нема ни да обстане. Али ова моментално е капут. Директорот на ГТЦ за Алфа вели дека затворањето на продавниците се должи на слабата куповна моќ, но и на пандемијата. Вели дека морало да има давачки за да функционира трговскиот центар. Приватизацијата си го направи своето. Градски трговски центар не може да понуди она што го барат. Некои газди сами си ги отвараат, некои бараат закупци, така да во секој момент може да видите и во ГТЦ и во конкурентните молови дека се издаваат дуќани. Алфа направи целосна обиколка околу ГТЦ, раздвижено дано некако некогаш. Граѓаните велат дека сегашниот не можел да се спореди со поранешниот ГТЦ. Овде имаше подама гужва, луѓето у школа што учеа, имаат деца, Фреквенција народ пун. Не спорледливо, мислам пора доста добро више. Сега за подобро живееме секако. Градскиот трговски центар не е она што бил некогаш. Ја нема неговата душа, неговиот жар, коментираат добар дел од граѓаните. Но ги нема и добар дел од продавниците, кои биле синоним за главниот град, каде граѓаните знаеле да се чекаат пред нивниот омилен локал. И додека граѓаните го бараат стариот дух на трговскиот, добар дел од дуќаните се празни, се издаваат без кирија, само за да има некој што ќе може да ги плати месечните сметки.